Уште само неколку дена трае рокот за поднесување предлози за двете награди што ги доделува општина Кочани на заслужни граѓани, организации и институции по повод Денот на Кочани, Петровден. Позначајна е наградата за животно дело, но попривлечна за придонес во развојот на Кочани, поради паричниот дел. Откако во 2010 година Советот на општина Кочани ги воведе Петровденските награди, практично започна еден нов период во вреднувањата на достигнувањата и заслугите на граѓаните, кои со своите дела го задолжија родениот град. Со одлуката на Советот се предвидени две признанија, од кои првата е за животно дело и представува златна плакета, а втората за постигнување од значење на градот Кочани помеѓу две празнувања на Петровден и е во паричен износ од 5 просечни плати. Двете награди се доделуваат на свечена седница на Советот на општината, по претходен повик и избор од страна на Одборот за доделување награди и признанија на општина Кочани. До неговиот истек годинава преостануваат само неколку дена, во кои поединци и групи можат да поднесуваат предлози. Неофицијално до денеска се пристигнати 3 предлози, сите за постигнувања, која е парична. Бидејќи предлози за наградата за животно дело нема, се чини повторно комисијата ќе мора да определи за некој кој во изминатите децении го задолжил својот град. Да потсетиме дека на Петровденските награди во периодот пред 2010 година им претходеа седмосептемвренските награди по повод Денот на ослободувањето на Кочани, а уште пред тоа октомвриските награди, кога на 22 октомври се славеше како ден кога е стекната слободата на градот. Во 5 изминати празнувања и доделување на Петровденските награди, највисокото општинско признание го добија во 2010 година Лазар Бамбов, во 2011 Ристо Јуруков, во 2012 година Тодосија Паунов, во 2013 Јордан Манов, 2014 Стево Теодосиевски и 2016 година Иван Иванов Балаш. Петровденските празнувања се проследени со голем број културни, забавно-музички и спортски содржини, кои ги следи бројната публика од Кочани, како и од соседните градови и населени места.